Иако никој не направил анализа во кои општини крадците се поактивни, сепак од поплаките на граѓаните може да се извлече заклучок дека први на удар се населените места со најголем број гастарбајтери. Проценките се логични, бидејќи токму семејните куќи на печалбарите, кои главно добро се опремени со вредна покупнина, долги периоди се празни, односно не се живее во нив, па проволниците имаат многу време за оперирање и изнесување се што е вредно. Од тука во населените места во општина Зрновци кои важат за печалбарски, полицијата почесто има работа по основ на пријавени провални кражби, отколку на пример во општина Чешиново Блешево, каде тој број е значително помал. Мештаните кои живеат во Блешево и другите населени места велат дека од време на време се краде, но дека нема некои поголеми кражби, бидејќи во речиси секој дом има по некој што живее и ја чува куќата. Да ви кажам право, до сега ние сме си наши тука, нема меѓу нас. Добро е до сега. Имаше едно време. Имаше пред 3-4 години си лежа у затвор, порети стари ово, но се однесат. Кој што му најди тоа? Па беше се чуло пред можда месец дена продавница беа разбили. Стока не се краделе до се. Гле, у Ларци, у селото нема крадење, не е никој крадел. Има и тоа мене 2 пати ме крадува туку у Облишево. Пријавил полиција, до ден денеска нема ништо. Прво ми украдеа кожено палто ново, од пред житото. После имаше си тука тубички си бе земал, бичкија, у една вреќа, ме украдеа од автобуска станица. Кражба има, јас имам продавница, 2 пати е разбивана. Тоа там некош се појавува некој тоа. Последната кражба беше кај нас. Кај нас имаше 8.000 евра. 8.000 евра. Однесоа до ден денеска само тоа се са. Жителите на Зрновци меѓусебно раскажуваат за многу помали и поголеми кражби во општинскиот центар, но и во селото Видовиште и Мородвис. Се крадело се и сешто, од огромни дрвја, ракија, месо од фрижидерите до жив добиток. Во куќа на гастарбајтер кратце оперирале со денови, изнесувајќи се што е вредно, па биле фатени дури откако почнале да го изнесуваат мебелот. Минатата година во Видовиште, во куќа на привремено вработен во странство, проволниците цела ног се гоштевале, за на крај да предизвикаат пожар, веројатно со цел да ги прекријат трагите. Недосетливоста и импровизациите на крадците им нема крај. Затоа најдобро е постојана будност и предпазливост, како и соодветни мерки за безбедност.